Что? Горан! Кой го? Професор од програматургија. Горан од Гебармало. Не бе од Гринет. Горан Грамски од Гаптор. Го напиша Гиво место. И Гетво место. И Гајпај. И Гаде задруга. И Гулага Вигонска. Дупло дно. Готово, Горан. Голем Гој. Гојчиште. Генијалец. Матеј. Алтана. Јане. Параскева. Димитрија. Кристина. Клаус. Јаков. Матеј, Алтана, Јане, Параскева, Димитрија, Кристина, Клаус, Јаков. Матеј, Алтана, Јане, Параскева, Димитрија, Кристина, Клаус, Јаков. Матеј, Алтана, Јане, Параскева, Димитрија, Кристина, Клаус, Јаков. Сакам сега сладолед. Сармичка. Саботно, снајди се. Сладок си. Сериозно? Сак. Софистициран. Скапоцен. Сестрам. Са. Самоуверен. Са. Синхронизиран. Сензибилен. Са. Сонувач. Са. Скромен. Са. Стефановски! Ајде да! Ајде да Б. Ајде да... Ајде да! АББ. Можете вие да барате од мене, да не се чувствувам како дел на најдлабокиот и најстар свет. Кога Херадеја ми е дома, кога Охрид ми е дома, кога вие Игнација единствениот автопат што постоел во Европа меѓу 5 и 15 век, минувал покрај куќата на баба ми во Битола. Не може баш се да е кај нас, а баш ништо да не е кај нас.
У мене предавство и убийство. Палеж, колеж и сиромаштие, мака и смърт, неправда, лудило и самоубийство. Смирно седам и мълча и пишувам конзервирани импресии. Постоянно се документираме себе си. Попълнуваме споменари, пишуваме дневници, собираме фотографии, како да ќе полагаме некоја конечна сметка пред Бога. Со страхопочет влегуваме во манастир, кој безгрижно ги надживеал вековите и најверојатно ќе не надживее и нас. Чувствуваме како да не правиме доволно за да го оправдаме своето постоење. Не знаеме што точно треба да сториме, но знаеме дека тоа мораме да го сториме по секоја цена и по можност што побрзо. Губиме здив. Парниот котел во утробата само што не ја достигнал точката на бриење. Сакаме сите иднина да ни се случи овде и сега. Сите се правиме маратонци, но секој во стомакот знае точно колку може да истрча. Докаде му е дадено да стаси. Спортистите барем имаат одреден старт и цел. Она заспивта на трчање в град, кога сосем неодговорно сме се понале кон времето, па одеднаш сме се сетиле дека некаде сме требале да бидеме. Кога некој што не се сомневал во нашата точност, сега зачудено гледа на часовникот и нишка со главата. Е трчање во кое не учествуваме. Трчање кое се случува вон нас. Трчање во кое губиме сета дистанца и се еден долг чекор. Едно долго очешување со рамо, кој сме се обиделе да го избегнеме. Па во таа смисла и сосем сме се искривиле настрана. Нештата би биле подносливи, кога со сигурност, барем приближно би можеле да прегледиме граници. Вака тие наликуваат на парче лед во која се загризало, не успеало докрај да се откине зала, туку останал нивам никам, со траги на заби и лики. Заврсените состојби не тераат да бараме израз или го обидите да не мислиме на нив, што е болно и најчесто неуспешно. Или го обидите да ги претвориме во метафора, што е исто така често неуспешно, но затоа помалку болно. Една таква метафора би била онаа за водата, која сакаме да ја задржиме планка додека безпомошно гледаме како ми се излива низ прстите. Најмногу сакам да мијам фурџени од кафе. Од една страна направат многу бербат, па се чини дека вршам кој знае каква работа. Од друга страна се мијат без остаток. И се мрсне. Да може така со гребовите. Се истанчувам како промитка. Отфрлам слој по слој стари, пожолтени ушпи. Се претварам во ново, помално. Затоа сочно и бело јадро. И токму помислувам дека конечно го добивам својот вистински облик. Најновото јадро, кое се чинеше цврсто и неделиво, веќе продолжува да се лупи, да се надминува, да трага по себе си, да остава зад себе мртво, суво ткиво. Некој спрцал прст во длабокото меко тело на нашата душа и тешко ми е. Никој не ја знае скришната болка на презряниот плод, кој кај да е, ќе мора да се откачи од гранката што го држи и да тресне на земја. Јадењето цреши редовно започнува со грижливо избирање на најкрупните, најубавите и најзрелите плоди.
оние жолтеникави црвливи и грди цреши кои претходно не само што не сме помислувале да ги изедеме, туку за малку ќе сме ги фрлеле. Истата онаа прекрасна пеперутка, на која утринава се восхитувавме на излет поле. Вечервало неокрвно и убивано. Бидејќи ни се пикнала в соба, па удира од зид в зид, не плаши и не ни дава да спиеме. Така и треба! Има некоја ретка мудрост кај кучињата. За разлика од нас, штом некој ги погали веднаш мафтаат со опашката, ги затвораат очите и легнуваат со четирите угоре. А всушност, нема помрачно задоволство од тоа кога некој искрено се израдувал што сме му подариле нешто кое одамна не ни било потребно. За малку ќе сме го фрлеле. Крајно време е да им ги оставиме нијансите на славопустците. Да се научиме да живееме во групи, едноставни потези. Гадна неволја ќе ги снајде овие луѓе ако продолжат вака само за доволно и важно да кимаат со глава. Како наполно да сознале некоја конечна вистина. Тишина! Страшна тишина! Никој да кимне за да му кажам на здравје. Не би сакал да загинам во сообраќајна несреќа. Тоа би ги расипал во сите мои планови. Онака тивко и радосно. Како пациент кој по долго боледување е пуштен од болница, па сега, иако гори од желба да потрча, намерно чекори споро и помателно. Само да не е злоупотреби брзоплето едва и дочеканата слобода. Ливањето секако донесува ослободување. Ни овозможува да тонеме, да нуркаме, да лебдиме, да се превртуваме преку глава. При тоа, меѓутоа останувам без центар, без потпора. Колку повеќе претаме, толку повеќе се изморуваме. Пливачката слобода, значи, е еден обичен привид. По богата вечера приредена во моја чест, по повод големото патување кој ми предстои. Срдечно се поздравувам со добрите пријатели домаќини и ја напуштам нивната куќа. Тие некако пребрзо затвораат вратата зад себе. Веќе природно, обземени од своите собствени проблеми. Сега морам да отпатувам. Да одседам таму каде што сум тргнал толку што ми е пропишано. И само така да ја заслужам оваа прославна вечера. Полека се оддалечувам. И им завидувам на сите кои се дома. И не мораат никаде да отпатуваат. Вечер, со умпери брат се брзам кон железничката станица, нервозно избегнувајќи ме вас минувачите кои излагате во пресмет. Периодот на пат, вие ќе бевте мои собраѓани, мои собраќа. Заедно уморно ќе одевме на спиење како обично. Вака веќе не ви припаѓа. Овие улици не се мои улици. Градот не е мој град. Иако се уште не сум тргнал, веќе не сум тука. Не сум со вас. Веќе патувам. Со поранени ногти, што безуспешно се обидуваш да ги скриеш од нерасположените сопатници.
Во спалено јазалче на предниот дел од јазикот. Кошула, джемпер, сако, кои го изобличуваат и онака веќе изобличеното тело. Мрсна кожа, книга која се метка од колено на колено, откако сите обиди да се чита пропаднале. Уплашено помисла од предстојниот пат, кој како така мора да се мине. Секакви чудни спомени, чад во очите. Безсмислена конверзација која си присилен да ја слушаш. Некаков туп вкус во устата. Чудење зошто воопшто си тука и убедување дека се минува и оти мора да си има трпение. Сув, запарен воздух. Стенкање на шините кое може да се чуе само ако се мисли на него. И кое може да послужи како придружба на која и да е песна. И нејасен заклучок дека се сфатило што значи да се биде на пат. Секогаш кога авионот во кој летам се накривува на една страна, јас се накривувам на другата. Убеден дека му ја чувам рамнотежата. Од лесниот моричав сон те тргаат далечни гласови. Возот стои веќе кој знае колку долго во некоја глуба станица во никоја доба. Сопатниците спијат со зјапнати усти во мрачното и задушно купе. Не ти е мака што не можеш да спиеш. Но зошто возот не трга? Зошто не те носи кон целта? Од доцнењето на воз во поаѓање, полошо е само долгото чекање на сигнал на самиот влез во одредишната станица. Кондукторот го бара твојот билет. Воздржав ми намутено во прегледу. Кивнува со главата, промрморува благодарам и си оди. Благодарам. Среќен се што не изразува никакво сомневање во твојата патничка исправност. Не прави никаков инцидент кој би те компрометирал во очите на студените сопатници. Тој очигледно само тоа и го очекувава. Кога воз се гледа надвор во телеграфските жици, се чини како тие да се во постојано нагорно движење, која кај секоја бандера се сече и прекинува. И почнува повторно да следната бандера. Како ние. Како ние. Се разделуваме на подолго време од оние кои ги сакаме. И крајно сме предпазливи во последните моменти на разделката, верувајќи дека тие се пресудни за представата што оставаме зад нас до следната средба. Оптоварени со сложената обврска да оставиме поволен впечаток, толку смислуваниот поздрав го претвораме во пелтечење. Бакнежот ни е сув, стисокот на раката недоволно цврста, на смевката скоро никаква. Така не сакајки, зад себе оставаме цел куп избрзани движења, погрешни погледи, необмислени зборови кои потоа, можејќи вистински да ги поправиме, ги замачкуваме со писма. Веќе трет пат го кршам решението да не превземам ништо, додека тие не ми се јават. Па со нервозен ракопис им пишувам кратко речиси молбено писмо на оние кои што многу ми значат. Од кој знае какви причини не даваат глас од себе. И толку страстно чекаме да задзвони звончето, што тоа ја чувствува нашата страст и не сака да звони. Знаеме дека ќе се смилува да го стори тоа само ако за момент престанеме да мислиме на него и на оној што чекаме да дојде. Но тоа сасега не е невозможно. Повторно и повторно се убедуваме дека ова големо чекање не е попусто. Дека во себе содржи некоја скриена смисла и некаде воспоставува некаква за нас корисна рамнотежа. Или е така? Или правиме кобна грешка? По долги месеци, конечно во дланката држиме целосна рамнотежа. Елементи споени во совршена хармонија. Наеднаш,
Нешто ситно и непредвидливо, како телефонски разговор, не фрла во нови, долги месеци. Јано мори, јано ле, севдалино, моја росна, јано мори, детерино. Оваа музика цела вечер сладко не дразни и не полни со јалови надежи дека можеби секи излезе на добро. Добре малку го држав в раце бебето на моите пријатели сега горди родители. И му вратив живо и здраво. Ништо не му се случи да ми беше кажано. Тие не ми помислува дека нешто може да му се случи. Еве, ако го поварам утре, ми го дадат без бор. Бебињата кои ја фрлаат играчката што им се дава, па веднаш потоа плачат за повторно да ја добијат. Се индикативни за севкупната човечка ситуација. Децата прво се обидуваат да ги поправат грешките на своите родители. А откако тоа нели ќе се покаже како невозможно, се трудат самите да не ги повторат. Штом веќе знаеме колку страшно и срамно сме блиски со своите родители, зошто толку недоверчиво се меркаме? Како пред нас да стојат стотици години живот во кој ќе надминаме таа снебивливост и ќе се претрчаме во преградка. По това ниво, татко ми влезе в соба со невообичаено благо и насмејано лице, што го известно смисла ме изненади. И забележа дека е потребно внимателно ракување со слабината за топла вода, која надена се расипала. Потоа ме праша дали имам девојка со што не сакајќи сосем очигледно ја разобличи својата блага и насмејана политика. Одзад изгледа совршено. Одот, облеката, градбата на телото, се е безпрекорно. Забрзувам чекор, пристигнувам и барам грешка. Хвала Богу, носот ми е малку крив. Што ќе правам со совршенство? Конечно сте се осмелиле да ја поканите онаа убава девојка на игра. Таа ги напрчи во усните и долго ве премирува од глава до петици. Со кисела стрпливост го чекате исходот на низините калкулации кои веќе не е ни битен. Затоа што дури ако девојката се согласи да иде, дури ако се согласи да се види, дури ако се влюби во вас, дури ако по некоја игра на случајот таа стане ваша жена, вие никогаш не ќе го простите тоа понижувачко чекање. Чекам веќе 10 часа. А неа ја нема. Да знам дека ќе дојде, воопшто не би ја чекам. Што тука се запознавме? А сега скришно и нервозно се испитуваме како борци во мрак кои имаат само еден потек. Да го откријат слабото место на непријателот. Ние двајцата вечерва наоѓаме посебно задоволство во тоа што намерно седиме на сосема спротивни страни од овој бучен зачеден стан полн со луѓе. И ниту се погледнуваме, ниту покажуваме знаци на меѓусебно распознавање, иако пред само неколку часа бевме во ист кревет. Од време на време, со лесно принесување чаши кон усните и одве видлива насмевка, ја потврдуваме тајната. Пред малку жестоко се љубе. А сега ништо. На тебе нема никакви кради. Очајна сум како тоа. Но дали сум во прав? Се загледувам подобро. На крајите ти се мочи. Не е обично наместо да се сакаме. Само докажуваме дека сме научиле да влегуваме едни во други. Со надмокна скромност и цинична насмевка,
Спокойно чекам да видам што ќе речеш по повод сите овие длабоковни мисли што лежерно ти ги направив, а кои ти ги слушаш со голем интерес и под зината уста. Тишина. Пауза. Велиш дека ти се пие поза. Сето ова што со часови ми го раскажуваш и објаснуваш, одамна и одлично ми е познато. Воопшто не те слушам. Цело време размислувам како да бидеме заедно на некој потивок начин. Признавам дека тогаш сгрешив. Но тоа беше толку одамна, а од тогаш сум постојано примерна. Ама сега тебе ништо не ти е доволно. Ти упорно бараш да ти објаснам како тогаш сгрешив. Сакам некако да ја заборавам оваа сурова и непобитна вистина. Но така некако што да се сеќавам дека сум ја заборавил. Па во тоа да наоѓам оддишка. За да се заштитиме, правиме стапици за болката во нашето срце. Забораваме дека стапицата ќе удри и по него, удирајќи и по неа. На свадба. Има музиканти помодрени од свирење. Испотени, пијани, изгубени играорци без слух. Мајки кои подмаса ги штипат децата, што одбиваат да јадат од ручекот, чија цена одбиваат од цената на подарокот, пресмешувајќи ја нека за бивката. Изгубени деца од непознати родители. Грди, лошо нацрвени, што туку ондулирани домакинки во фустани кои некогаш биле нови и модерни, кои ги тераат своите збунати ќерки да земат од свадбената торта, која носи скоро женитба и на нивна глава. Се ирџи. Распашани мажи со вратоврски джеп, кои се одираат по рамо со новостекнатите роднини. Зловолни сватови, кои се уште очекуваат супата и ги мразат они од другата маса, што веќе го изеле десертот и се продзеваат. Келнери кои или пцујат против оваа завера против нив, или се мафтаат наоколу без никаква работа. Млади заводници на кои не има место до тука, ама некако се вовлекле, па се приклучуваат на орото меѓу две жени. Ако подобро се загледате, ќе ги видите и младенците на кои работите им се се помалку јасни, па со страв во очите се држат за рака за прв пат соочени со товарот на одговорност. Полупијано стануваме од кафеанската маса покриена со празни чаши. И гневно се испречуваме пред очигледно надмокниот случаен намерник чие присуство не дразни. Не тера на вакво наврапито и за нас несоодветно однесување. Меѓутоа, лудиот и рамнодушен сјај во неговите очи го стопува нашиот бес. Брзо и посрамено, но не без известна лукавост, едноставно го прегрнуваме непознатиот и ја приклонуваме главата кон неговите гради. Кај нас има висока го. Кога со свечена и помалку провидна таинственост и пијалок пред себе, седнуваме во најоддалечениот агол на празна, грда кафеана. Дали на вистина не сакаме никој да ни прииде или едва и чекаме некој конечно да го стори тоа? Не можеш да ја поминеш. Овие луѓе кои ги гледам, напргајќи се да им ги запомнам цртите на лицето, вечерва сигурно уште 3 пати ќе поминат од тука. Ама јас не ќе се спомнам дека веќе еднаш сум ги видав. Ке се сторам јас од обиле и пакај тебе ке дојдам. Тешко е да се зборува со луѓе кои од некаде стекнале смешно убедување дека ние сме паметни и сериозни. Начинот на кој не гледаат и слушаат ни создава неодолнива желба да направиме комплетни идиоти од себе. Гора ке прелетам, кај тебе ке дојдам, вечно твоја ке
некому му нудиме ракија, а тој гадливо и одлучно одбива, тоа може да значи две сосем спротивни нешта. Или дека не понесува алкохол, или дека претходната ноќ бил толку пијан, што сега дури и помислата го тера на блуење. Бевме гневни на еден друг човек, ама гневот го историхме на еден што случајно ни се најде во близина. Малку ли олесна, ама овој случај ни сега не свека што ни стана. Работата е така фино комплицирана. Удвај сме се воздржале да не удриме некого кој многу не налути. Од една страна, задоволни сме од својата присебност. Од друга страна се прекоруваме што на неудрениот сме му дале погрешна слика за нас, така што тој можеби и не знае за нашата лутина. Од трета страна, што е најлошо, тој можеби знае се. Повесна и пијана ноќ, мамурливо се тетераваме кон своите куќи и рамнодушно ги одбиваме погледите од мирните граѓани, кои, подујани од спиење, веќе го испали утринското кафе и поаѓаат на работа. Иако сме веќе уморни, не ќе можеме уште долго да издржиме на нозе. Полни сме со некаква презрива гордост. Денес за ништо не ме бива. Цел ден седам на работа од столот и гледам пред себе. Ништо не правам. Едноставно сум на штрек. Мене е мака што не можеме да бидеме она што не сме. Зошто никако докрај да бидеме она што предпоставуваме дека сме? Доцна вечер. Многу ни се спи. Немо зјапаме во непрочитаните книги од домашната библиотека, не сакајќи уште еднаш да зачитаме книга која нема да ја дочитаме. Креваме раце и одиме в кревет. Луто ја гасиме светилката, не горе со тоа ќе си ја залажеме совеста. Се будам и го гледам врвот од носот. Несомнено се уште сум тука. Ќе мора да се станува. Нема кој друг да стане на место мене. Никој друг не може да биде жив на моје место. Истовремено звонат телефонот и звончето на врата. Плочата на грамофонот завршила. Иглата врти во место. Децата плачат, млекото преприва. А ние се бричиме и што толку сме си секли. Се гледаме во огледало с умерен до значителен цинизам. Лесно се препознаваме во огледало. Како да се препознаеме во светот? Ноќе, воче, посакувам со твичење и четириножно како куци кучиња. Да потрчам по темни сокаци. А во оние делчиња од секундата, кога сум обземен со идејата дека животот е сепак убав, морам некому нешто да му кажам. Обично ги прашувам случајните ми љубачи, колку е часот? Веројатно сум се уште многу млад, штом во нивните полнокни часови добивам необјаснива силна желба да станам од кревет и да трчам. Долго да трчам низ заспаните влажни улици. Стави им крај на предполнокните медитации. Па во утрешните работи не можеш да надзориш додека не ја преспиеш ноќта. Секако можеш и да бдееш. Тоа е можност што никогаш не се користи затоа што нејзината употреба би личала на јадење како сте си ги измиле заби. Додека устата мириса на каладонт, а храната добива чуден и неземски вкус. Во оние зимски ноќи кога е преладно за прошетка, а презадушно во затоплената соба. Кога е прекасно за работа, а прерано за вкревет, се ни личи на макотрпна и долготројна подготовка на пиеса чија премиера, како што тргна работите, никогаш не ќе ја видиме. Ете, например, вечерва. Аплаудирав не затоа што представата посебно ми се допадна, туку затоа што сакав на актерите да им убаво. Во театар се знае кој што и како прави, кој што и како кажува. Овде е мешаница и се зборуваме преку трупа. Би сакал на овие зрели години да престанам да се прашувам
Како е можно да се случува ово што се случува? И да се помирам со фактот дека е можно и дека се случува. Светот да е една голема утроба И јас да ја оплодам. Сиот свет сега ти припаѓа тебе. И сето во него е твое. Твои се земјата и луѓето, и животните и билките, и морето и рибите, и небото и птиците, се е твое. Твои се сонцето и звездите, и месечината е твоја, се е твое. Твои се четирите страни на светот, и исток и запад, и север и северозапад, а посебно југ. И немој да имаш тага за југ, туку ти самата биди југ. Носи го во себе каде и да си. Твои се Охрид и Струга, Лондон и Цариград, И Мачу Пикчу, и Кинескиот зид, и градот на Варда. Твое е Девармало. Твои се и Канео, и Матка, и Нерези, и иконите и ангелот од Курпино. Твои се и Битлси, и Стоунси, и Ерик Сати, и свитите на Барса Виолончел. Твои се оперите на Моцарт. Се е твое. Строгата и проста македонска песна на твоите предци, знајни и незнајни. Везот Ебарски на Алтана и каменот Зидарски на Стрезо. И тие сега се твои. И представите што ви режираше прадедот и Мирко. И улогите во кои играше прабабата и Нада. Твоја е магијата на Чичков и Владко. Ем електрична, ем акустична. Се е твое! Се ти е дадено на располагање. Твои се и моите драми. Да ми кажеш еден па дедо, проблемите за кои се пишувал се веќе однесени, со рака однесени. Македонските прашања се станати македонски одговори со извичници. Светот сега е чудесен. Твоја е македонскиот јазик. Твоја е глаголицата на Кирил и Методи и кирилицата на Климент и Наум. И Блаже Конески и сета македонска книжевност имушаваат азбука. Твои се и сите други јазици. И англискиот на Шекспир, и српскиот на Нушич, албанскиот на Фрашери, грчкиот на Омек. За да осознаеш и го чувствуваш однат. За да умееш да ги поздравиш соседите по-нивно како што е ред. Твои се Тарковски и Фелини и Рублёв и Амаркорд. Твои се Силен Штъркот и сите 300 самовини. Твој е Ептен Марко Црвенко. Твој е да ме прашаш еден ден, а зошто ви требале iPod и iPhone и iPad покрај толку телепатија? И зошто толку ве мачала квадратурата на кругот? Па решението учевме во прво одделение. Твои се рецептите за раванија и чолник. И пастарнка со Магдалис. И посно гравче со Нане. И крушките стегалки, и патлиџанот јабучар, се е твое. Се е твое. И ваше. На целата твоја генерација. Се ти е на дофат. Сите придобивки на демократијата и на човековите права. Сите широчини, и височини, и длабочини. И Непал, и Катманду, и ацтеките, и маите кои те пратиле да објавиш дека ова не бил крајот на стариот свет, туку почеток на новиот. Твоја е добрата мисла и сите добрини кои ти личат и доликуваат. И да не куртулиш од нив. Твој е пламенот на мајка ти Пламен. И гордоста на татко ти Игор. И патешествието на баба ти Патриша и јасновидноста на тетка ти Јана. Твои се сите мои плочи, синглови и лонгплејки на винил касети и CD и DVD. Сите мои книги сега се твои. Се што сум збирал со страв дека некој ќе ми го земе. Ти ќе патуваш без шубе дека ќе ти побегне возот. Ќе живееш со насмевка во еден друг свет, без раскол и делби, без братоубиства. Свет радосен, раскошен, возвишен. Ќе се сетиш на сите
сите оние што поминале пред тебе. Ќе видиш нивните лица, ќе ги чуеш нивните гласови, ќе знаеш дека нивните маки довеле до твојата радост и ќе ги спомнеш по-добро и ќе ги благословиш. Па ќе им расправаш на твоите внуки и внуци за македонските работи. За што направивме, а што расипавме кога го губевме умот. Па ќе не подучиш што да направиме, за однапред ако некој каже овде има провалија, ти кажи му онда има мост. Ако се најдеш пред гори високи, ти стори се сокол пиле, прелетај. Ако се најдеш пред реки длабоки, ти стори се риба мрена, препливај ги. Каљо, Калино, момиче, виши Каљо црни очи, извиши ги. На високо, на широко. Твој е сиот свет. Да имаш срце на срца. Цел свет да збере, па да ја за тија гради малечко. Мандалата да имал и тебе во предки сега. Полно и благослов во снегот на Пирин планина. Бреги, луѓе! Дете ми се роди во четава. Ајде да ми бидеш. Здраво и живо, детеле. Да ми пораснеш голем. На лице бело и црвено тетовско јаболко. Наснага вита е лапиринска. Грлото бисер да ти роди. Гласот да ти биде како слава. И еден ден, кога ќе погледнеш во синото небо и ќе слушнеш слави, спомни се за нас. Спомни ја четата во која се роди. Таа чета се бори за твојата слобода. Моето име е сега твоја. Мојата куќа е твоја. Мојата крв сега си ти. И да чувам и да ми се чуваш. И да се сочуваш и да не дочуваш. Се клањам пред тебе, внуко моја. И пред деснотените величини на животот кој ти предстои.